Владините правни служби ја финализираат изготовката на анексите за правно формално реалоцирање на средствата, претходно предвидени за изградба на карго аеродромот кај Штип. Со нив ќе се финансираат проекти од повеќе области со единствена цел подигнување на квалитетот на животот во овој дел од Македонија. Ова деновиве го објави премиерот Заев, точно дефинирајќи ги сумите за владината финансиска помош на источниот регион. Тие се 45 милиони евра пари, 10 милиони остануваат за унапредување на аеродромите Охрид и Скопје, 35 милиони евра ќе одат водоводи, канализација и детски градинки училишта. На нив додаваме 25 милиони евра пари, кои што се заштеди од јавните предпријатија. Ке кажам неколку, тоа е јавното предпријатие Службен вестник, метрологија, дивидендата од Телеком и такви некои активности, заедно прават 60 милиони евра. Имаме резервоар од некои 12 милиони евра во транспорт и врски. 50 буџет. Така, 55 милиони евра дополнителните кредити кои што ги зимаме, правиме една сума од 110 милиони евра, тоа се огромни пари за Македонија колкова е по територија, за да може да имаме за училишта дополнително покрај буџетските пари. Ова се екстра пари за училишта, за детски градинки, за фекални атмосферки канализации. Премиерот јавно ја искажа решеноста на владата да го реши еден од најгорливите комунални проблеми на граѓаните – изградба, односно реконструкција на канализациониот систем. Целта ни е да решеноста на канализација во Македонија од некои 17-18%, преку реализацијата нова ја дигнеме до 40%, пред се зборувам секако за руралните средини, таму немаме канализација. На владина адреса веќе се пристигнати проекти, дополни Заев, и тоа не само од Штип, но и од останатите соседни општини, со единствена цел искористување на средствата предвидени за екс-карго аеродромот во квалитетно унапредување на животот на овој регион во сите негови сегменти.